Јас, како што најавив, во нашето студио Сузеја пречека прекрасната наша Тамара Грујовска. Тамарче, добре ни дојде и добро утро. Добро ве најдов, добро утро, ви благодарам на поканата. Имаме нешто ново да промовираме. Да. Одлично и честитки од мене и многу успеси за понатака. Сузе, да слушнаме што е она ново што Тамарче ќе го каже. Благодарам и добро утро. Еве вака рано наутро е тоа, се разбира, за едно 13 годишно девојче кое покрај тоа што е успешно на музичката сцена сака да биде успешно и се подобро таму каде што во училишните клупи тоа се бара. Така нели, Тамарче, добро утро официјално. Добро утро. Благодарам што твојот татко секогаш успева да те донесе точно на време, па и пред време онаму каде што те очекуваат фановите и публиката. Знам дека поприлично таа публика станува бројна и се побројна, така, не само во Гостивар, од каде што ти ни доаѓаш ова утро, туку и те знаат веќе пошироко. Да, имам голема поддршка имам и фанови, после Евровизија имам фанови и евровизијски, така да дури и сега ме пратат, ме поддржуваат. Благодарност си до мојот град Гостивар, кој ме поддржува, и до сите фанови. Одлично. Да. За непол месец ке полниш 14 години, Да. 9 оделенка, само 9 оделение во основно училиште кое? Гоце Делче во Гостивар. Делче во Гостивар, каде што верувам дека и таму си една од најпопуларните, можеби и најпопуларната во твојата школа, така? Па, Со сигурност. Се сменија ли децата спрема тебе? Па не, мислам, секогаш тие ме поддржуваат, и наставниците кога треба да одам негде, секогаш се тука. Имаат Да, имаат разбирање и ме поддржуваат. Им благодариме што имаат Да, им разбирање. благодариме. Особено што оваа година, откако се видовме, значи од минатото годишниот твој настап на детскиот Евросонг, па до сега ти оствари навистина убави, значајни награди, благодарение на твојата професорка, твојата менторка Андријана Јаневска, која што неуморно прави нешта за да те издигне на меѓународната сцена, не само на домашната сцена. Една од позначајните награди кои што сега многу скоро ти ја добие наградата Гран При во Грција или во Србија? Во Србија доби за Angel Voice, ангелски глас, така? Да, во Србија освоив прво место во мојата категорија и Гран При во тин категоријата од 13 до 18 години. Навистина приубаво искуство. Зорица Нинковиќ беше директорка на фестивалот. Имаше многу учесници од различни земји. Последно настапував во Грција, таму исто освоив Гран При и искуството беше многу убаво. Благодарности до Андријана Јаневска, бидејќи со неа се спремав за тие настани и да. И не беа само овие два големи фестивали, туку беше и настапот во Битола ова лето. Да, во Битола, на фестивалот Musicland. Беше директор Тони Алексовски и прекрасен фестивал. 2 дена се одржуваше во Охрид, после беше финалето во Битола. Таму настапував со камерен оркестар. Многу искуството поразлично да се пее со камерниот оркестар, бидејќи едно побаво искуство добиваш од таму, стекнуваш. Професионално ја свират песната. И секој инструмент во живо има посебна убавина. Да. Си ја знаеш ли конкуренцијата, кажи ми, кога настапуваш на вакви големи интернационални надпревари, каде што на вистина речиси невозможно да ги знаеш деталите, но убаво е да ја знаеш конкуренцијата. Па имам на доста фестивали каде што сум била имала многу конкуренција, посебно на детската Евровизија. Имаше многу конкуренција од различни земји. Но тоа, бидејќи, мислам, тоа не ми представува некој проблем, бидејќи тоа важно е да се учествува, важно е искуството и да. Да. Добро, денеска ќе го промовираме најновото видео за песната Насмевни се, на која повторно автор е Роберт Билбилов, со кого соработуваше и на предходните 2 песни, така нели? Кажи ми, Тамарче, колку ти учествуваш во создавањето на песната која што знаеш дека се работи и колку, да речеме, си вклучена во целиот тој процес?
Или само добиваш песна која ја преслушуваш и велиш ми се допаѓа или ова не ми се допаѓа и така натаму. Ти си, да, се уште дете, се уште си малолетна, но веќе се градиш, се формираш како еден мал детски музички уметник кој што навистина се издвојува од многу други деца на твоја возраст. Прво да кажем, песната е дело на Роберт Билбилов и текстот е дело на Робин Зимбаков. Ова е нашата прва соработка со Робин Зимбаков. И со текстот успеа да долови мојата возраст, бидејќи така убав текст за децата да бидат секогаш насмеани и срекни. Со Роберт Билбилов сакавме да направиме нешто поразлично од минатите песни, бидејќи тие беа балади, сега сакавме нешто да направиме побрзо, позабавно, во ритам за слушателите и гледачите. Многу убава порака има, во секој од нас да има сонце во себе, во секој од нас има сонце во себе и некоја доблест која може да не крене во секој момент во животот и мислам дека слушателите може да ја најдат како мотив од денот и да се пронајдат во неа. Одлично. Ако добро помнам, а ми се чини дека добро помнам минатата година кога седевме на истото ова место и кога разговаравме за искуството на детскиот Евросонг и кога те прашав за кој е твојот сон, како би сакала да се видиш себе си во иднина, ми се чини дека еден од соништата беше да се видиш на големата Евровизија, така? На големата сцена. Да, после детската Евровизија, сега посакуваме и на големата Евровизија, но секако има време за тоа. Некој сон плюс додадовме во листата од лани до сега? Некоја друга желба што сакаш да ти се оствари и работиш на тоа, бидејќи соништата не се за да се сонуваат, туку за да се остваруваат? Планирам да продолжам со музиката, да наставам на некои интернационални надпревари, фестивали низ Европа. Да направам, другата година нови 3 песни. Тој е теркот 3 песни во годината? Да стекнам поголемо искуство за големата Евровизија, бидејќи тоа е еден уште поголем настан. Оваа година го завршуваш твоето формално основно образование. Каде понатаму? Понатаму секако ќе продолжам со музиката. Средно мислам дека музичко и да. Одлично. Да. Добро, ајде кажи ни што се случува во вашиот град на музички, на културен план. Гостивари не е така мал град, не е од поголемите, но сепак и не е мал град. Се случуваат ли нешта, концерти, настапи на таа музичка сцена таму? Има доста концерти, представи, идат од Македонија различни артисти, настапуваат. Ја кога имам време некогаш ги гледам, но висина многу има настави. Да, има. Кажи ми, во моментите кога работите со Андријана, на кои нешта, да речеме, најмногу ти обрнува внимание или да речеме кои се нештата кои ги научија не си ги имала претходно во твојата природна интерпретација кога ги даваш на сцената? На кои моменти најмногу се работи? Прво, кога учиме нови песни, прво најважно правилното дишење кога пееш и тоа, таа ми го кажа, ми покажува некои техники на пеење. Ги вежбаш, ти вежби дома, ги работиш? Да, и ми дава и вежби да пеам. Секако и кога вежбам и нови песни, ми кажува како правилно да ги испеам и се останат и начинот на интерпретирање. На почетокот спомена дека немаш само фанови и следбеници од земјава, туку имаш и пошироко од после Евросонгот, што јас и се уверив во тоа, бидејќи видов колку луѓе те следеле минатата, колку те следат сега и навистина бројката е значително зголемена. Од кои земји најмногу, да речеме, знаат за нас македонците? И навистина мене ми е драго кога ќе слушнам дека некаде некој чул за Македонија и дека се радува што таму има толку музикални луѓе. Евровизијски фанови има многу. Има и од Полска, од Шпанија многу, бидејќи тие сите поголеми земји има премногу. Има и од Франција многу,
дури и кога настапував на детскиот Евросонг, имаше неколку девојчиња кои ме гледаа од Франција, беа навива и за мене, и ете, многу сум благодарна и благодарност до Македонската радиотелевизија која ми даде можноста да настапувам на детскиот Евросонг и многу сум среќна дека ете мојот сон се оствари и мислам дека ете гордо ја представив Македонија. Одлично. Кој се грижи за стајлингот кога настапуваш? Кога имаш, снимаш видео, спотови и така натаму, знам дека и на Евросонгот беше облечен во еден прекрасен фустан, во една убава креација. За детскиот Евросонг мојата креација направи КТН, Ангелина и Ива Титановски и сега за овој спот, ете, се погрижи, една од креациите за овој спот беше, се погрижи Ива Спасовска ателие, со кој наодамна ете соработувам. Там имаше направено на доста фестивали, ете на Musicland, за Angel Voice. Тоа беа нејзини креации. И за сценскиот за сценскиот Настап? Да, за сценскиот настап на детската телевизија се погрижи Љупка Екимовска, која е моја огромна поддршка и ете, правевме многу проби, се спремавме за да тоа изгледа многу убаво на сцена. Исто така за кореографијата на спотот и неколку креации беа ете најзини и ете многу сум задоволна од неа. Одлично. Се наближуваат новогодишните денови во кои што има навистина зголемен број на прослави, концерти и така натаму. Има ли некаква најава во вашиот град? Ке бидеш ли ангажирана на некое случување? Или се уште е рано за тоа? Па, Во училиштето веројатно ќе се случува нешто во уште... училиштето во Гоце Делчев. Па се уште е рано, но ете се спремаме полека за ќе имаме патронат, но тоа има време во мај. Кога се аплицира на разноразни фестивали меѓународни, секогаш одиме со најдобра мисла, со најдобра намера и секој би сакал навистина да ја освои највисоката награда. Музиката се има покажано и уметноста воопшто дека не познаваат бариери, граници и така натаму, ги премостуваат дури и пречките кои што политиките знаат да ги создадат, погрешните политики и така натака и така натака. Имаше ли некаква скепса во врска со кога ја дадовте песната на фестивалот во Грција, дека може би нас како македонци па и нема многу да не уважат, но ете ти таму доби Гран При. Па... Какви беа твоите очекувања? Па, ете, немав многу големи очекувања. Мислам, се настапив со песните I Have Nothing и I See Red, кои се едни од најубавите балади во светот, но ете сум се многу среќна дека освоив Гран При ете во Грција. Така, одлично. Ти посакувам уште многу земји да освоиш, уште многу престижни фестивали да се најдат во твоето CV, во твојата биографија и да ти бидат навистина еден силен ветер во грбот во едина кога ќе треба да аплицираш за некое поголемо или позначено место кое се наоѓа на листата од твоите соништа. Ајде сега да се припремиме полека за да ја преслушаме песната. Предходно само кажи ми 14 години ќе полниш, како што реков. Со што се бавиш во слободно време и како изгледа еден твој ден кога не си во училиште? Па, претежно ете кога не сум на училиште. Имаш ли некое хоби друго освен музиката? Музиката веќе ти е љубов и живот, не ти е хоби, не можам да го наречам така, нели? Па не знам, ете, покрај музиката, како хоби, ете, сакам да цртам, не знам. Сакаш да одиш во шопинг, да. така. Зашто најмногу, да речеме, ти е вниманието кога одиш да купуваш нешто? Дали е тоа гардероба или нешто друго? Па највише гардероба. Низ Гостивар веќе се отворија многу големи места за пазарување, каде што навистина сега и не морате да доаѓате во Скопје, во главниот град, така да. Подршка е семејството? Да, секако. Секогаш? Најголема подршка семејството. Да. Јас им благодарам многу што твојот татко те донесе ова утро на време и покрај тоа што навистина
тешко е и малце ми беше така заспана, морам да признам. Си ја будевме полека, јас сакав да ја разбудам со песна, ама таа се разбуди сосема природно, знаејќи дека сите наши гледачи ја очекуваат ова утро. Тамара, ти посакувам многу среќа оваа песна да допре до секое срце детско, па и до оние возрастните срца, бидејќи кај нас има публика која што навистина препознава добра и квалитетна македонска музика и многу често се дискутира на таа тема зошто да нема толку присутна македонска музика наспротив сета онаа друга музика која поминува. Има ли многу гости од надвор од земјава кои што настапуваат во гостива или не си многу во тек со тоа? Па ете, не сум многу во тек. Мислам, имам, доста сум зафатена, но мислам дека има, да. Понатаму се гледаш како пејач на македонски јазик, изведувач на македонски јазик? Да, секако. Задржи ја таа визија и навистина би било добро кога овие генерации на деца на твоја возраст навистина би знаеле што значи да не бегаш од себе, да не бегаш од корените, од своето јас, бидејќи навистина ние сме земја со многу големи таленти, со многу големи можности и капацитети и треба да останеме свои на своето. Ти благодарам многу што ова утро беше наша гостинка.